К15 ке има, но не за сите. Вработените во полицијата, науката, културата и другите установи, иако се дел од јавната администрација, нема да се офајдат. На ова остро реагираше Синдикатот за образование, наука и култура. Председателот Јаким Неделковски за Алфа предупреди дека оваа состојба ќе создаде тензија во администрацијата. Реагира дека јавните установи што нема да земат К15 се фрлени настрана во однос на правото на користење на буџетските пари. Излезот од оваа состојба го бараат кај Министерката за труд и социјална политика во техничката влада Рашела Мизрахи. Инсистираат таа да преземе чекори со кои ќе ги реши нивните права и ќе ја спречи дискриминацијата. Почитувана господја министер, ви се обраќаме на вас, иако сме свесни дека вие најмалку сте виновна за ваквите состојби во јавниот сектор, но факт е дека сега вие раководите со МТСП и реални се нашите очекувања, вработените во образованието и науката, културата, не сакаат и нема да дозволат да се чувствуваат дискриминирано. Алфа ја праша и министерката што ќе преземе и дали таа како технички министер во владата може да решава ваков вид проблеми. Од нејзиниот кабинет не информираа дека таа го разгледува прашањето. Министерката сакала детално да го разгледа случајот, но и да го разгледа уставот пред да преземе мерки. По ваквата одлука на владата која предизвикува реакции и револт кај останатите во јавниот сектор, министерката за финансии топката ја префрли на Министерството за информатичко општество и јавна администрација, односно министерот Дамјан Манчевски, кој според одлуката на владата ќе треба да стави подпис на колективниот договор со синдикатот на УПОС, управата и правосудните органи кои ги добиваат бенефициите. Ангеловска го коментира само финансискиот ефект од оваа половична мерка. Во однос на средствата, буџетските корисници во своите определени буџети, во своите граници ќе треба да се ги распределат и да се ги обезбедат овие средства со цел да може да извршат исплатата на К15 или регрес. Сонг предупредува дека ако не се реши оваа ситуација ќе се употребеле сите расположливи синдикални средства, вклучувајќи ги и најрадикалните.